Јас сум Емилија Леровска, председател на Пролокал, граѓанска организација која што работи на територија на цел Пелагонски регион. Што може да сторат невладините организации во врска со стратешките планирање на општините? Може да сторат многу, затоа што граѓанските организации имаат најкорентен инпут од терен, односно од она што значат приоритети, планови, желби и проблеми на граѓаните, затоа што по природа на нештата граѓанските ги застапуваат потребите на граѓаните и истото тоа знаење систематизирано можат да го стават на располагање во тој процес на креирање на стратешки документи. Независно дали станува збор за стратешки документ за конкретна област, локален економски развој, владински политики и слично, и независно дали е тоа на ниво на една општина или пак на ниво на Пелагонискиот регион регионално. Значи, информациите кои што велат се најскапата валута, информациите кои што ги имаме и можеби најважно ги добиваме на еден непосреден начин, неоптеретени со условени релации, граѓаните го кажуваат искрено она што им смета или им треба. На тој начин тие информации можат да бидат пренесени и преведени во конкретни мерки, проекти, па и цели во тие стратешки планови. Имате ли такви искуства како што е учеството во општинските планирања? Да, имаме такви искуства и на локално и на регионално ниво. Конкретно во последните 2 години работиме многу, фокусирани сме на унапредување на состојбите на младите во Пелагонискиот регион и генерално работиме на изработка на стратешки документи кои што ги засегаат младите, но исто така и крос-секторски се вклучуваме во процеси на планирање кои што се од други области, но сепак имаат влијание врз животот и унапредувањето на младите. Како да постапуваат невладините организации во врска со зголемување на граѓанското учество и отчетноста и транспарентноста на општините? Првото прашање е веројатно прашање за $1.000.000. Се шегувам. Сите граѓански организации имаат цел да ги вклучат граѓаните во процесите во општеството. Независно дали станува збор за граѓански активизам, волонтирање или пак вклучување во официјалните, да кажем, нормирани процеси, административни, кои што преку Советот на општините и преку општинската администрација на крајот се преточуваат во конкретни активности. Правиме секакви активности, вклучувајќи и подигање на свеста за важноста, за импактот кој што го имаат граѓаните преку нивното вклучување, но ако зборувам искрено, би рекла дека најголемиот импакт го постигнуваме кога сме на терен и кога работиме со неформалните лидери кои што ги мапираме во секоја една локална заедница. Се разбира поедноставно ние во помалите рурални општини, затоа што местата се помали и е можеби поедноставно да се дојде до луѓето и низ различни формати, јавни расправи, дебати, дискусии, работилници, да стигнеме до гласот на народот, но од друга страна пак во поголемите, во урбаните заедници, соработуваме со институции кои што секоја во својата сфера делува и на тој начин повторно успеваме да допреме до тие неформални лидери кои што пак се гласот на одредена заедница на граѓани и ги застапуваат нивните права. Како да ги educираме граѓаните околу мониторинг на владење? Например, како да ги научиме да го мониторираат буџетот на општините во јавните расправи и по буџетот? Навистина, тоа се специфични прашања кои што не само што не може и не треба, нели секој еден граѓанин таа тематика да ја абсолютира до тој степен да може да се вклучи аргументирано во расправа и да се навратам на коментарите од Александар, нели да знае секоја шифра буџетска за што се однесува, но ценам дека една основна граѓанска писменост е целта кон која што сите треба да се стремиме и во континуитет да ги информираме и едуцираме граѓаните на кој начин се врши мониторинг на трошењето на општинските средства, но и во другиот дел планирањето на буџетот. Се случуваат многу чекори во позитивна насока, голем дел од општините со поддршка од меѓународната заедница, меѓутоа веќе и со сопствени средства организираат буџетски форуми, каде што граѓаните директно, но и преку граѓанските организации учествуваат и директно носат одлуки, односно предлози, одлуката ја носи сепак Советот на општината,
што е тоа што треба да има приоритет за тековната фискална година и што треба да биде буџетирано, но мора да признаеме дека на другата страна од приказната, кога станува збор за трошењето и мониторирањето на тоа како се трошат средствата, граѓаните треба да се подпрат на организациите кои што ја носат таа експертиза, да можат да направат анализа и да дадат еден заклучок дали тие средства се потрошени наменски или не. Има во нашата земја организации кои што тоа го работат и објавуваат годишни извештаи и за трошење на буџетските пари, за транспарентноста. Можеби треба да поработиме повеќе да тие информации дојдат поблиску до граѓаните, за да можат тие да донесат една едуцирана одлука, едуциран коментар, дали трошењето им се допаѓа, не им се допаѓа, дали се согласуваат или не се согласуваат. Информацијата постои, треба да најдеме начин како да допре до поголем број од жителите на Пелоганискиот регион. И за крај моето последно прашање, молам за ваше мислење околу прашањето дали многуте настојувања на невладините организации дадоа резултати во врска со јавното учество во процесот на носење на облоги. Мислам дека секогаш е подобро нешто отколку ништо и тоа е една апсолутна вистина. Дали доволно се како дека не, треба да се работи повеќе, точно, но морам да истакнам дека никому не можете да му наметнете доколку самиот нема желба или не се чувствува испровоциран да биде дел од тие процеси во општеството, односно да биде граѓански активен, да е агент на позитивни промени. Комплексно прашање, многу од нашите граѓани се разочарани, немаат доверба во институциите и имаат се на став дека нивното време ќе биде потрошено без никаков резултат. Ние сме се уште мотивирани како граѓанска организација, Пролокал работи интензивно во сите 9 пелогански општини на конкретни иницијативи, на конкретни предлози. Зошто? Затоа што сакаме со таков пример да го покажеме резултатот, за да им докажеме на граѓаните дека сепак резултатите не изостануваат ако се посветиме искрено, вистински, ако одвоиме време, ако се поврземе со луѓето кои што го импулс под кој што институциите не можат да не гледаат, да замолчат, да закитат, односно мора да изреагираат. Апсолутно стојам на тврдењето дека граѓанските организации треба да бидат тие да кажам фактори на мотивација, фактори на атрактивност за вклучување на граѓаните во општествените текови, затоа што секој ден се радува кога ќе го види резултатот на својата заложба. Привилегија е да имате можност да се борите за остварување на колективни права, да може да помогнете да имаме повеќе јавни добра, јавни услуги, да се почитуваат човечките права, отколку да живеете во една собствена школка и да бидете одговорен само за себе си. Мислам дека сите ние имаме одговорност и за нашето општество, и за местото во кој што живееме, и за луѓето со кои што